Добро вечер. Град Скопје побара дислокација на Усие како дел од решавањето на проблемот со загадувањето на воздухот во Скопје. Владата, односно премиерот Мицкоски, смета дека тоа не е проблем, но и дека тоа нема да го реши проблемот со загадувањето и ги побара извештаите од инспекцијските надзори. Дали некој го контролирал Усие и капацитетите со интегрирана лиценца, кој ги анализирал резултатите и дали се јавно достапни. Кој е ставот на Усие? Дали тие навистина се најголемиот извор на загадување во Скопската котлина? Кои се следните чекори на зелен хуман град? Кој во Македонија е задолжен за контроли и дали се контролира што се гори во индустриските печки, а што во домовите? Колку и каков отпад се увезува во Македонија и од кого и од каде? Кога овие информации ќе бидат целосни и јавно достапни? Што треба да се направи за да имаме почист воздух во Македонија? На овие теми вечерва ќе разговарам со моите гости во студиото на Топ Тема. Тука е професорот Дејан Мираковски, ректор на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Во Топ Тема вечерва гостува и Наташа Бакреска, менаџер за животна средина во Титан Усие. Добро вечер. И тука е и Драгана Велковска, представник на Зелен хуман град. Добро вечер. Добро вечер. Со оглед дека цементарата е во фокусот на јавноста, Бакреска, ќе отвориме со вас. Град Скопје побара од надлежните, односно од Министерството за екологија и владата, дислокација на Титан Усие. Кој е ставот на компанијата? Дали ќе се дислоцирате? Прво ви благодарам за можност и за поканата да го кажеме и нашиот став, затоа што нема дилема во нашата компанија дека согласно начинот на кој што работиме, нема основ да се бара дислокација и нема основ да бидат исплашени граѓаните. И сето тоа имаме докази да го оправдаме овој став. Затоа што квалитетот на воздухот во Скопје е во текот на зимските месеци секако полош, иако цементарите, како и сите цементари, така и нашата цементарница, во зимскиот период работи со 50% од капацитетот или во одредени периоди не работи. И повторно тогаш имаме најлош воздух. А летно време, кога работиме со 100% од капацитетот, затоа што тогаш најмногу цемент се бара на пазарот, сепак граничните вредности на PM частичките, на другите параметри во амбиенталниот воздух се под максимално дозволеното ниво. Значи, не постои корелација помеѓу работата на Титан Усие и квалитетот на амбиентниот воздух во Скопје. Затоа не гледам дека решението за подобрување на квалитетот во град, на воздухот во град Скопје е на било кој начин дислокација на цементарата или друга индустрија. Ви благодарам. Велковска, продолжуваме со вас. Ретко, ако не и прв пат, сите се на иста линија во Советот на град Скопје, особено кога станува збор за животната средина. Кој е сега следниот чекор на Зелен хуман град? Застанувате тука, продолжувате, што да очекуваме од вас? Дали можам прво да одговорам на тоа што беше кажано, па после да продолжам да одговорам на прашањето. Значи, прво, господјата се обида да манипулира со податоците, бидејќи дури 50% работа на цементарата ваша во период кога имате топлотна инверзија, секако дека има далеку поголемо влијание и покажување на зголемени честици од секаков карактер во Скопје, во споредба кога е летно време, кога тие емисии не се задржуваат во Скопската котлина поради самиот временски фактор. Меѓутоа, тоа не е никаков доказ дека вие не загадувате. Значи, единствен доказ, реален, мерлив, дали вие загадувате или не, може да биде тоа што се мери директно од вашите емисиски точки, според вашата интегрирана дозвола и понатаму да се 24 часа, 7 дена во неделата, континуирано јавно да се споделува со јавноста и да немате вие можност, како што се случи во 23-та година, кога видовме јавни податоци од Државниот инспекторат за животна средина, дека ваши извештаи беа прифаќани со дупки од податоци кои беа спротивни на правилникот за мерење емисии
И тоа директорот бивши на инспекторатот се обида да го оправда и да ви извади дека тогаш вие печката сте ја ремонтирале, што не беше вистина, бидејќи тие во самите нивни изјави и извештаи јавни пишуваа дека друг беше датумот кога беше печката ремонтирана и кога не работеше. Значи, единствен начин да се познае и да се утврди и да се докаже дали индустријата загадува или не загадува е 24 часа, 7 дена во неделата, континуиран во реално време јавен мониторинг на сите емисиски точки. Не, немате. Вие тоа што имате во моментот, имате автоматски мониторинг кој вие самите си го предавате понатаму на Министерството и на инспекторатот и тоа го правите, како што реков, со извештаи кои имаат дупки од податоци кои се спротивни на правилникот за мерење емисии. Знаете како, не намеравам да буквално го спорувам тоа што ќе го кажете вие, секако дека можам, особено ако не е вистина. Со тоа што, кога зборуваме во интерес на вистината и за да не се прави немир меѓу граѓаните, мораме да зборуваме со тоа што е факт. Факт е дека Титан Усје има континуиран 24 часовен мониторинг и мониторингот работи секогаш кога работи инсталацијата. Дали имате дупка од 10 часа во извештаите јавно објавени? Ако вака сега, да или не, просто прашање? Апсолутно, инструментите работат, ако работи линијата има резултати, ако не работи линијата нема резултати. Како го оправдувате тоа што инспекторатот ви прифати извештај што беше спротивен на правилник за мерење емисии? Во нашата дозвола многу јасно е дефинирано кога треба да известиме за застој, ако има краткотраен застој, тогаш тој не се ни рачуна застој. Значи, кога ќе видат Скопјани, Македонија, кога ќе види дека вие можете 24 часа, 7 дена во неделата, да имате податоци јавни, според тоа што е правило некакво во правилникот, тогаш можеме да зборуваме за ваше некакво докажување. Се додека јавноста не ги гледа во реално време тие податоци, како мислите јавноста да ги гледа? Како мислите дека треба јавноста да ги гледа тие податоци? Имате инцинератори. За да може, немам инцинератори, и тоа ќе го објаснам. Вашите печки се инцинератори во суштина, кога горите вие алтернативно гориво, тоа не е инцинератор, сакате да ми кажете? Апсолутно не е инцинератор. А што е инцинератор по дефиниција? Постои голема разлика помеѓу инцинерација на отпад и процесирање на отпад. Ќе ви одговорам, ама едно по едно. Сега прво да завршиме со темата дека Усје има континуиран 24 часовен мониторинг. Начинот на кој што се спроведува мониторингот е во согласност со стандардите кои што се транспонирани во нашето законодавство и не е тоа како сака Наташа да ги прикажува резултатите или било кој друг. Има точно правило и овие бројки не се само контролирани од страна на Државниот инспекторат за животна средина, тоа се верифицирани податоци од страна на меѓународни акредитирани тела. Така да нема дилема. Како можеме јас и вие да спориме збор против збор? Едноставно има документи, за тие документи стојам јас, стојат сите предпоставени. Зошто е тогаш проблем да ги споделите со јавноста, да бидат во реално време споделени, ако немате проблем? И тоа сме го размислувале. Знаете зашто? Затоа што споделувањето на такви податоци во јавноста бара од другата страна голема стручност во толкувањето на тие податоци. Гледате и сами велите, видов 10 часа празнина. Треба да навистина да бидете запознаени со процесот на производство на цемент, со можните проблеми при во опремата или за да може да го процените дали тоа е заради грешка во инструментот, дали е тоа поради запирање на печка. Дај Боже да можеше без проблем да работи се 24 часа. Меѓутоа не е така. И во тој случај инспекторот не требал да ви го зема тој извештај како релевантен за мерењето, требал да почека вие да ви се врати процесот, да ви се стабилизира, па после да ви ги земе извештаите за просечни мерења. Видете. Значи не можел да ви земе извештај кога вие тврдите дека сте имале некаков проблем и не мереле мерните инструменти и тој да ви го земе он за релевантен како што се прават процесите на загадување во Скопје. Предпоставувам дека за ова треба да ги станици не работат третина и ние имаме на крајот 0, значи емисии покажуваат и зима Министерството и си мери просек си вади на годишно ниво дека ние немаме надминување на вредностите. А јас ќе ви го испратам стандардот за мерење континуирано мерење на стационарни извори. Ма кој стандард да ми го испратите? Значи вие како прво во правилникот за мерење на емисии
ми стојат дозволите да обврска кажам да го довршам мислата за да можете да ми одговорите. Како прво, во правилникот кој е за мерење на емисии стои дека вие, сите вие, не само вие како загадувач Русија и останатите индустријски загадувачи со интегрирана дозвола го имаат правото само 2/3 од нивните податоци или воопшто од податоците да ги извадат и да им се сметаат тие мерења за валидни. Јас не ги плашам луѓето, јас ви кажам за податоци што се само не сакам од да правилникот. узурпирам емисијата, инаку стварно ова може да се објасни многу убаво. Стандардот точно предвидува што значи континуирано мерење. Значи и не зема просек од нули, него само од релевантните мерења. Тука доаѓа ова со 2/3. Значи за да можеме едно мерење да го прогласиме за релевантно, за валидно, периодот во кој што е направен просекот, се прават просеци получасовни, се прави просек среднодневен, треба да има 2/3 од времето кога е вршено мерењето да е активно. Воспротивно дава бројка, ако работи погонот дава бројка со ознака дека не се исполнети 2/3 од мерењата. Добро, дали сте свесна дека го кажавте истото јас што го кажав за извештајот ваш? Не го кажавте дека истото. Дека во 24 часа дупката смее да ви биде максимум 8 часа според правилника. Вас ви беше 10 и ваш инспектор ви го прифати значи, извештајот. Управо заради тоа јавноста не треба да се замара со тоа какви се извештаите во јавноста треба само да седи и да се труе, имате право. Јавноста треба да верува на институциите. На индустријата. На кои институции, господјо? Значи имаме Министерство за животна средина што ви донесе закон кој Усија го поздрави меѓу другото за контрола на индустријски емисии кој вика дека загадувањето може да биде деловна тајна. На кои институции да се верува? И кој што е согласен со Ама лажете со што е согласен каде во Европа стои наредба нечија да биде загадување деловна тајна. Вие во моментов имате доверливост на податоци во закон за животна средина, меѓутоа се стои јасна одредба дека не смее таа доверливост да се однесува на податоци кои влијаат врз загадувањето и врз животот и здравјето на луѓето. Во овој вашиот закон сега нарачан за контрола на индустријски емисии, тоа повеќе го нема. Закон за индустријски емисии треба да има и го поздравуваме што е донесен. Треба да има закон со 24/7 јавен мониторинг за да можат сите луѓе да гледаат, а не да се седат дома и да ќутат и да се загадуваат. Нема во цементарите во Европа. Континуиран јавен мониторинг нема. Баш затоа што секој си зема право да го коментира така како што знае или помалку знае за да не навредам никој. Значи ви реков има и во инцинератори, убаво ви кажа. За инцинераторите после ќе ми дадете простор да ја направиме разликата. Да го воведеме во дискусијата и професорот Мираковски. Слушнавте отварањата на гостите во студиото. Вие што ќе кажете? Апропо одлуката, многу дискусии имаше дека ќе се бара дислокација и за тоа дали се мери навремено, дали се мери како што треба според закон, како што предвидува. Што покажуваат? Вие меревте во Скопје? Не еднаш, често пати сте меревме. Само во Скопје, мериме стално, мериме и сега, моментално. Поред да тргнеме, дали за одлуката не би коментирал, политичка одлука, ако изгласал градот, нема многу дискусии околу таа тема, тоа е право на градот и ја не сметам дека тоа ќе го реши глобално проблемот со аерозагадувањето во градот Скопје. Понатаму тоа сепак е... Добро, ако ги гледаме за бројките, ако зборуваме, еве, ја би зборувал со бројки. Затоа што емисиите кои што ги рапортираат они по информациите и тие емисии стојат у Министерство за животна средина, има годишни извештаи кои што може да се пројат. Мислам дека тие се јавни или сум грешка, ама има дел јавни. Ние добиваме информации кога работиме на студиите за инвентарот на загадување, добиваат информации сигурно и сите заинтересирани страни. Последните информации кои што јас ги имам од инвентарите на загадување беа некаде околу 20 на тона PM2,5 годишно. Зборувам за Усија конкретно. Вкупната, еве, финската студија која што ја спомнува, тоа е постара малку студија, мислам дека имаше околу 80 тона честички честички емисија во од индустријата 2016. Да, ако не сум грешка, последната или 2015 година, а 2016 е студијата. Пак ќе кажам постари податоци, катастарот што е објавен на град Скопје, катастарот на загадувачи, има малку различни емисии, меѓутоа они се некаде и они се у оваа класа на бројки.
и они се во оваа класа, или тука бројките околу 80, 100, 150, зависи кој извор и дали смета ПМ честички, ПМ 10 фракција или вкупни суспендирани честички, како и да е соодносот помеѓу емисиите на сите индустријски, не е само Усија, тука се сите индустријски, и Макстил, и топланите, сите индустријски кои што се регистрирани емитори, вкупната емисија е некаде 2% од емисијата која што доаѓа од резиденцијалните извори за затоплување. Значи, ни помалку од 2%. 80, да кажем, пак ТСП беше околу 7.000 по една анализа, 7.000 тона вкупни суспендирани, не ПМ10, 2.000 са ПМ10, овие се 80. Овие многу помала количина у вкупната емисија на честички доаѓа од индустријските успоредба со емисиите од резиденцијалните објекти. Најновите истражувања, па ние не ги сакаме многу нашите истражувања македонските, најновите истражувања не се наши, се на Шведската агенција за животна средина, тоа е публикација објавена оваа година во Коперникус, базата на податоци, најновите истражувања у Коперникус базата, Аскер, мислам дека се вика авторот, има одлична анализа на емисиите од резиденцијални извори. Он ги подига овие бројки за нијанса, ги подига бројките, ги вклучува, тоа е направена за цел Западен Балкан, не е само за нас. Таа анализа ги вклучува, бројките се мислам околу 7.500 тони. У Едгар базата се околу 3.5. У ЦЕМС базата тоа се сите европски бази да, за тоа сакав да ве прашам емисија. Да појасните затоа што не се разбираат сите. Добро, европската база до европска база за емисии, вкупни емисии. На Драгане е јасно, да, окей, е јасно. За да бидеме појасни. Значи, јас зборувам за податоци кои што се публикувани во научни или во државни институции, као што се европските институции. Едгар базата е на Европската комисија. Коперникус е исто на Европската комисија, меѓутоа тоа е научен труд, не е референтен документ некаков. У секој случај, емисиите вкупни кои што доваѓаат од резиденцијалните извори се многу повисоки од тие што доваѓаат од индустријските извори. Ја пак ќе кажам, не би спорел дали треба да се трне или не треба да се трне, тоа е одлука на градот Скопје и не е наша работа као наука да го коментираме. Да, и на владата. Ја не сметам дека ако ја тргнеме, дека многу ќе го подобриме квалитетот на воздухот во Скопската котлина. Добро. Тоа е моја мислење. Добро, повелете. За сакате со бројки да збориме. Не мислите дека ако се тргне Усија од Скопје ќе има некаков мерлив ефект? Знаете ли дека ако ги погледнете анализите на податоци на страната на Министерство, какви се такви се, од мерните станици, во Тетово е ќе ја мерната станица за пример, историски наназад можете многу далеку да гледате податоци. Од 2002-та. Памтите кога се затвори Југохром? 12-та, мислам. 16. Да. Знаете какви се бројките во Тетово пред 16-та и по 16-та? Не знам, искрено не сум го анализирал. Дупло поголеми се частиците пред 16-та, ПМ частиците се дупло поголеми отколку отпосле. Тоа е првата бројка што сакам да ви кажам. Втората бројка е од една ваша студија, кога испитувате сегменти од лисиче, од хром и нели извлекувате заклучок дека домаќинствата се најголеми загадувачи така натаму. Резиденцијалните извори после исто така сакам да ве прашам на што го темелите заклучокот, меѓутоа е во конкретно. Знаете дека силициум и калциум како елементи, без оглед на конгломератот и профилот на частицата, сега не зборувам за тоа, зборувам како елементи поединечно. Знаете дека се среќаваат во цементната индустрија, така како дел од таа частица, односно профилот на таа частица, така сигурно знаете тоа. Да. Сега, кога ќе ги споредите вашите податоци во вашата студија и ќе видите тоа што од хром сте извадиле и тоа што од лисиче сте извадиле, знаете колкава е разликата меѓу силициум и калциум? Силициум и калциум се многу чести елементи. Така се согласувам дека се, ама еве да ви кажам која е разликата, ако не ја знаете на памет. Имате двојна разлика во калциум и силициум имате тројна разлика. Во лисиче станицата имате 3 пати, така средните вредности, количината ви е 3 пати поголема во лисиче и 2 пати поголема во лисиче во споредба со... Имате нешто погрешно интерпретирано.
од профилите, и ќе ви кажам зошто. Значи, ние не ја гледаме масата, него ја гледаме заедничката појава на одредени елементи, и ги врзуваме на тој начин со изворите. Вообичаено, цементната индустрија сте управо. Има силициум, има и калциум, меѓутоа повеќе калциум од силициум, вообичаено. Нивната заедничка појава, ако имате силициум, калциум, титан, повеќе елементи кои што се поврзани со почвата, го дефинирате као емисија од минерална прашина, се нарекува. Ако имате калиум, хлор у помала количина и елементарен јаглерод, бидејќи зависи што мерите, органски или елементарен јаглерод, ако тие се појавуваат заедно и нивната временска дистрибуција ја преклопите, тоа ви е обично биомаса. Ако доминира хлорот, биомаса со горување, биомаса се нарекува на луѓето, и тоа е као незгоден термин, меѓутоа у науката е прифатена као биомаса, бидејќи не може да направите разлика дали гори дрво, дали горат струготини од дрво, дали гори пелета, они даваат прилично сличен отпечаток хемиски, значи калиум и хлор. Согласувам, извинете, ама јас ви реков, не зборувам за профилите поединечни, значи само ви кажав за елементите кои се истиот профил, така на честица го следите, профилот во хром и профилот во лисиче. И профилот у лисиче. И која е причината што има повеќе калциум, силициум во лисиче колку овде? И у двата случаи профилот на тие честички е релативно мал у однос на утекот, нивната временска дистрибуција се поврзува само со временскиот период кој е релативно суво времето, односно немаме врнежи, и они може да доваѓаат од повеќе извори. Кажав, минералната прашина која руши градежништвото, која се рушат објекти, која се генерално концентрацијата и на тие честички е релативно ниска у град Скопје. Обратно, у град Скопје имате екстремно високи концентрации на органски честички со елементарен јаглерод, на честички кои што од биомаса, така. Сега ова ми е следно прашање. Кога самиот рековте, не се разликува дали е дрво, дали е струготина, дали се пелети и така натаму. А знаете ли во интегрираната дозвола УСија колку има проценти, односно тони, предвидено, планирано да гори во неинцинераторите, биомаса и дрво? Предвидено или колку користиме планирано, до сега? Јас реков планирано. Значи вие јавни податоци имате некаде колку користите и колку горите? Секако дека имаме. Секоја година објавуваме годишен извештај за животна средина. Тоа е јавен достапен податок. И колку горевте во 24-та? Вака сега. Цементарница Усје не гори отпад. Значи ми поставивте прашање и сега ќе ме сослушате. Титан Усје не гори отпад. Како и другите цементарници и нашата Титан Усје копроцесира фракции на неопасен материјал пред истиот да стане отпад. Значи, ако зборуваме за хиерархијата на отпад, се надевам овде ќе се согласиме, дека копроцесирање не си конкурира со рециклирање, се што треба да се рециклира, пред да се депонира и пред енергетски да се искористи, има уште еден начин на третман, тоа е копроцесирање. Тоа се случува во цементарите. Затоа третманот на отпад или материјал, алтернативно гориво во цементна индустрија е најдобра достапна техника. Во Европа, копроцесирање на отпад во цементна индустрија е пракса од средината на минатиот век. Не е прашање дали ќе употребуваат алтернативни горива. Прашање е зошто малку. 90% е thermal substitution rate, тоа термичката замена во Данска. Во Титан Усје замената е 5%. Знаете колку малку е тоа? Колку тони е тоа? Ве прашам, колку тони биомаса? Вие можете да користите 35.000 тони годишно биомаса и можете да користите 30.000 тони дрво на годишно ниво. Според вашата дозвола. Еве јас прашувам, вас ве прашувам да кажете јавно, минатата година 1000 тони луш-пиодорис ги копроцесиравме во нашите печки и тоа е секако многу подобро за животната средина, ако сакаме, или од кој аспект сакате да зборуваме? Сакате да зборуваме тие да горат на отворено,
значи на страништата во поле, или да зборуваме за емисии на јаглероден диоксид. И во двата не можете две лоши сценарија да споредувате и да се фалите дека вашето е подобро. Едноставно не можете да го правите, ама ајде подобро решение од копроцесирање на алтернативно гориво во цементна индустрија не постои во моментов за нашата земја. Како се разликува ризовата арпа, горење 1000 тони годишно која гореле, со тоа што да речеме македонски шуми гореле дрва во нивните простории. Јавна институција. Многу се разликува. Гореле како се разликува? Може јас тоа се кажам дека не се разликува. Ајде како се разликува. Значи согорувањето у цементната индустрија и у било која од тие индустрии кои што трошат као што е нивната и како се разликува инценераторот од печката. Согорувањето е на висока температура, околу 2000 степена, мислам дека е пламенот, 2000 степена е пламенот, материјалот треба да е над 1400 за да стане клинкер. Добро, над 1450 за да стане клинкер. Се разликува многу затоа што органските трагови од нив се уништени бидејќи е температурата над 1400 степена. Калиумот нема да се појави ако е емисијата од нив, нема да се појави калиумот. Обратно, печките у нашите, за жал, стари печки кои што ги имаме, кои што имаат поради нехерметичноста, нерегулиран довод на кислород и така натаму. Комбинирани, за жал, понекогаш и со влажни дрва кои што доцна ги носат и ги продаваат на пазарите нерегулирано. Исто така, место да ја држат температурата некоја оптимална, тоа е лошо гориво. Дрвото е по дефиниција лошо гориво, парчиња, нема, емисијата негова е многу поголема успоредба со некакво сконтролирано високотемпературно согорување. И за жал, емисијата таму прави, бидејќи дрвата имаат и природно и калиум и хлор, хлорот е волатилен и спарува на температура од околу 600 до 800 степени, као што имате температурата у ложиштата на печките, кондензира назад и се прават тие популарни ПМ честички. Затоа се разликува. И се разликува многу. И се разликува еден килограм гориво што го горат кај нив 1 килограм, емисионите фактори, тоа не е моја, немој да мислите дека тоа е наше видување. Значи, 1 килограм гориво у таков процес со 2000 степени, со температура на материјалот кој што е внатре од 1400 степени, затоа ги користат не као инценератори, не би рекол инценератори, главната разлика затоа ги користат за копроцесирање на отпад, генерално РДФ, СРФ и така натаму, регулирани типови на гориво. Господја да рече не горат отпад. Они не трошат. Добро, окей, и да трошат биомаса. Иако во дозволата пишува РДФ и пластика исто така, во интегрираната дозвола како алтернативно гориво. РДФ требало да содржи пластика, али тоа нека се каже, Тони, не би го коментирал. Значи, разликата е голема од аспект на тоа што од нив се емитира и што се емитира од печките кои што ги содржат, кои што ги имаме ние. Сигурна сум дека ви е познат добро процесот, како некој што доаѓа од рударска позадина, нели? Кој процес се случува кога се вклучуваат печките и колку се фугитивните емисии високи на почетокот на стартувањето на печката, кога реално таа печка не доаѓа од 0 до 2000 во секунда. Технолошки процес. Технолошки, не точно ги врзавте работите. Ајде за инценератор, може јас да завршам. Главната разлика меѓу инценератор и нивната, генерално се температурите на согорување би требало да се слични. Меѓутоа, они немаат пепел. Кај нив поради согорувањето на целиот материјал заедно доаѓа до хемиска реакција, се врзуваат материјалите и генерално немаат пепел, отпад кој што инаку би требало да се согорува и немаат вишок на слободна енергија. Инценераторите имаат вишок на енергија која може да се користи нели за загревање, за производство на електрична енергија и така натаму. Тука е суштината. А оние трошат внатре. Времето на задржување на материјалот во инценератор е неколку секунди, 2-3 секунди зависно од инценераторот, во цементната печка е 7 до 8 минути. И температурата во инценератор вообичаено е помеѓу 800 и 900 степени, во цементната индустрија не може да биде помодерните и повисоки. Да, може би има и некои посовремени. Во цементната индустрија не може да биде помалку од 1450. На помала температура не се прави цена. Разбрав, не ми одговоривте на прашањето за стартот на печката. Тогаш се највисоки емисиите? Да, сега тоа е 100%. Тоа е технолошки дел, не е фугитивни, не би требало да тоа е сосема друг дел. Кога зборуваме за фугитивна емисија,
Збориме за емисија што не излегува од еден извор. Не е тоа точкаста емисија, него тоа е избегана фуджитив емисија. И таа нема врска со дали е старт на процес или е редовна работа на процес. Фуджитивната емисија се мери надвор од системот, а вкупна прашина, тоа не е само PM2,5, PM10, тоа е вкупна прашина се мери на излез од линијата на оджакот, наједноставно кажам. Да. Вкупна прашина вие 30 микрограми на метар кубен отпаден газ. Така сега. Во правилникот сте го погледнали и тоа предпоставувам, за цементарите е дозволено 50 милиграми за нормален метар кубен. Во нашата дозвола, во преговорите од Министерството за животна средина беше побарано од управата усје да има гранична вредност на 30 милиграми за нормален метар кубен и ние тоа го прифативме затоа што знаеме дека никогаш не сме повеќе од 15. И заради тоа можевме да го прифатиме тој поригорозен услов практично и затоа во нашата дозвола е 30. Колку метри кубни отпаден газ на годишно ниво? Во дозволата се се калкулира со концентрации. И убаво знаете 30 милиграми за нормален метар кубен е максимално дозволена концентрација. Да, ма прашам колку тони отпаден газ. Ме прашувате за количество кое што не е регулирано. За тоа не е регулирано со дозволата нити во правилникот. Значи тоа не можете да го соопштите на јавноста, бидејќи од тој отпаден газ фактички јавноста ќе знае колку прашина ви емитирате, да речеме на годишно ниво. Знаете како тоа воопшто никаде тоа не се мери. Како барате тоа да го знаеме кога тоа никој не го мери. Македонија каде што 6000 луѓе предвремено умираат, меѓу кои деца на годишно ниво. Значи само за Скопскиот регион има 40 инсталации со интегрирана дозвола. Како не таргетирате само Скопје? Сега јас ќе ја преземам емисијата, Драгана. Фала ти. Сега ќе стигнам јас со оглед дека очигледно се сомневаат и граѓанските здруженија и жителите на Скопје во резултатите кои што вие ги доставувате до Министерството за животна средина, односно до надлежните институции. Би дозволили усје, да се постави уште еден мерач во неговиот двор, во околината на оџаците, нешто што ќе биде доволно за да се потврдат или вашите резултати, или да покаже дали е така или не, со тоа што јавноста би била задоволна. Вака сега. Значи, со оглед дека јавноста, главен проблем им е што не може секој да кликне и да види што се случува во усија, како испуштаат и не се ни разбираат луѓето, а не се ни толку јавно достапни тие. Ама затоа ние освен нашиот континуиран мониторинг кој што е калибриран и одржуван од независна акредитирана лабораторија, имаме контролни мерења од лаборатории акредитирани во Република Македонија. Значи, тоа се втори мерења. Трето мерење е независно мерење од меѓународна лабораторија. И овие сите три сета на податоци, тоа се спот мерења од акредитираните лаборатории, подлежат на верификација од меѓународно акредитирано тело. И сега, повторно, видите колку многу има мерења кои што се верификувани, и ако не сакаме да веруваме на тие мерења, каква е гаранцијата дека уште едно мерење плюс ќе биде доволно? На барање на граѓаните, например, угадаш ти, почнува да мери, они ги соопштуваат резултатите, такви мерења сме правеле и повторно... Дали би правеле, затоа што велите дека ние се држиме во рамките на границите, некогаш и за нешто сме далеку под границите, за да се потврди, бидејќи, например, од Зелен хуман град велат дека не е така. Граѓаните вчера што беа на протест сметаат дека не е така. Секогаш докаде сте подготвени да одите за да докажете дека е секогаш така? Кога доаѓа акредитирана лабораторија, дури дали е со ненајавена инспекција, дали е претходно во договор со компанијата, секоја акредитирана лабораторија е добредојдена. Ние сакаме да имаме мерења од релевантни акредитирани лаборатории, затоа што со тие податоци прво еднакво ги читаме и можеме да ги интерпретираме. Тоа е тоа што сигурно и до сега било и повторно можеме. Спомнавте да постави инструмент во дворот на цементарницата.
Како мислите вие што би направиле? Докаде за тоа велам би оделе вие? Еве на пример, дали може угадот да стави нешто, угадот за да ги мери? Да, само да ги разграничиме. Мораме, ако зборуваме за инструмент во дворот на цементарница, ние не зборуваме за влијание, добро. Да не се држиме сега. Само да знаеме дека пластично сакав да кажам, извинете. Мерењата од цементарница се само мерења на нашите оџаци. Само тие се мерења, нашето влијание излегува во воздухот, излегува само од оџаците на усија. И затоа што има стандард како се мери континуирано, не може да имаме паралелен континуиран систем на мерење, имаме ограничување од статика на оџак и такви работи, ама затоа редовно правиме контролни мерења. Ако во дозволата велат 2 пати, ние минимум 4 оваа година имаме 5 мерења од акредитирани лаборатории. Тие податоци сите се доставени и до регулаторот, до Управата за животна средина и до Државниот инспекторат за животна средина. Кажавте дека имате контроли и од домашни и од меѓународни. Контролите вие ги каните да дојдат, така? Да, се договараме, така, ама така треба. Каде доаѓа Апан за лабораторија? Треба да има континуиран процес. И треба да биде стандардно работењето. Така се согласувам апсолутно со вас. Сега ова да ви го кажам јас. Знаете ли дека во 23-та година инспекторот, што беше тогашен директор на Државниот инспекторат за животна средина, кажа дека ако ние го најавиме надзорот, односно контролата, ќе го прилагоди инсталацијата процесот. Ето тоа го имате јавно кажано од директор на Државен инспекторат за животна средина. Видете, јас не можам да коментирам изјава на поранешен директор, а ние сите контроли ги каниме. Не, чекајте. Значи јавен 24 часа мониторинг, не да го каните дома да ви дојде. Имаме и ненајавени контроли. Имате со 10 часа тука и извештај. Последната контрола беше на 19 декември, беше Државен инспекторат за животна средина со инспектор од општина Кисела Вода. Вонредна или најавена? Вонредна беше на 11 ноември. На 11 ноември дојдоа, почна неколку дена беше контролата, дојдоа ноќе по 11:30. А ви се најавија ли за не најавени? Задржете мислата, одиме со реклами. Продолжуваме со дебатата. Одиме по овој редослед. Ќе одиме со Бакреска, Мираковски, па вие, па потоа реклами. Што користи како гориво, што гори усие, што е, дали РДФ, рековте, ризови лушпи, дрвени пелети, што се гори таму? Најголемиот процент од цврстото гориво, инаку ние користиме и природен газ, имаме и наша фотоволтаична централа, меѓутоа, ако зборуваме за работата на печките, најголемиот процент е цврсто гориво, петрол, кокс или јаглен. Како алтернативно гориво, кое што е добра пракса, ви кажав и претходно, и сум горда на тоа што користиме алтернативно гориво во усија, во моментов користиме лушпиодорис, текстил, откројци од текстил. Знаете, при кроење што остануваат делчињата, наместо да одат на депонија и таму да се создава метан и да се самозапалуваат депониите, доаѓаат во усје, контролирано се сецкаат на мали дводимензионални парчиња и влегуваат во процес кај што повеќе не гледаме ништо од нив. Добро. Во дел од секундата влегуваат во најжешкиот дел на целиот процес, одмат кај главниот горилник, за дел од секундата се разградува органскиот дел на CO2 и вода по хемиска равенка, а пепелта се вградува во полупроизвод. Значи, тоа е убедливо најдобриот начин за текстилот, посебно ви нагласувам, и за пластика од автомобилска индустрија, затоа што и тоа користиме во многу мал процент, меѓутоа некои фракции чисти, неизмешани со други делови доаѓаат во усје директно од индустријата пред да стане отпад на депонија. Затоа велам, тоа е материјал, тоа е што за едниот е остаток од производство, кај нас можеме да го искористиме не само како енергетска вредност, туку и пепелта е корисна за нашиот производ. Имаме, значи, ви набројав, лушпиодорис, текстил, пластик од автомобилска индустрија и пакувања кои што не можат да се рециклираат. Има работи што може да се рециклираат, како, например, необоена хартија, пет пластика, некои типови, а
има пластика, на пример, или ваква мрсна хартија која што тешко се рециклира. И таа, наместо да заврши на депонија, може безбедно, многу безбедно на овие високи температури, најодговорно тврдам, и тоа се потврдува со мерења, секој може да дојде да види дека тоа е така, тој материјал, тоа алтернативно гориво, безбедно може да се копроцесира кај нас, без да има влијанија на емисиите на воздух или било кој друг медиум во животна средина. Без да се загадува. Без да се загадува, да. Дали рековте дека горите пластика без да загадувате? На 2000 степени, 1450 степени, апсолутно да. Дали сте погледнале какви се процентите на употреба после горењето на пластика? Извинете, како? Кои хемиски елементи остануваат по горењето на пластика? Значи, се што е органско, а во пластиката има таков дел, затоа што пластиката е дериват на јаглеводороди, сите јаглеводороди се претвараат во CO2 и H2O, значи по хемиска равенка со сигурност. И ова не го смисли Усија ова. Тоа е најчудно што ви кажав и на почетокот на емисијата. Копроцесирањето на алтернативно гориво во цементна индустрија е пракса што цементарите во Европа мораат да ја прават. А ние уште се објаснуваме дали тоа е добро. Добро е, апсолутно е добро. Среќа што почнавме, требаше порано. Да, знаете кога викате копроцесирање алтернативно гориво, зборите за горење отпад. Во ред, но имам и јас прашање. Секунда. Значи, тука... RDF не спомнав. Да, не спомнавте. Знаете зашто не спомнав? Извинете, само уште ова. Ајде. Значи, RDF е кратенка од Refuse Derived Fuel, или гориво добиено од отпад. Да. И не е тајна дека алтернативното гориво потекнува од отпад, меѓутоа тоа е производ. И RDF-от е производ. А овие материјали претходно што ви ги набројав, тие не се преработени фракции, туку се монофракции, така како што настанале. RDF не користевме во 2019 година и во 2020, кога се донесоа измени на законот за отпад, односно кога се забрани увоз на отпад за енергетско искористување на било каков отпад, вклучително и на RDF, ние престанавме, ние го почитуваме законот и не користиме RDF. И не користиме ни од домашни извори. RDF за жал никој не прави во Македонија RDF. Затоа само монофракции директно од фабриките. Идеме сега кај професорот Мираковски со оглед дека ќе се тргнеме малце од Титани и од Усија, ќе им го оставиме тоа на другите две гостинки во студиото. Значи, од вас ми треба кратка анализа, но содржајна и за да може да ве разберат. Краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки и стратегии што би ги направиле вие за да се намали загадувањето не само во Скопје. Во сите градови имаме исти проблем. Загадувањето во Македонија, затоа што смрди и тука, не велам мириса тука, смрди и тука, смрди и во други градови. Значи, ние имавме анализи и во Скопје, и во Кавадарци, и во Струмица, и во Куманово, и во Гостивар, и во Струга. Генерално до сега имаме мерење и тестираме многу често кога правиме одредени нови методолошки анализи, тестираме уштип. И секаде го имаме истиот проблем. Имаме екстремно високи концентрации во зоната на нас како рецептори, у зоната на живење, еве да кажем. Имаме урбаните зони екстремно високи концентрации на честички кои што потекнуваат од согорување. Утекот на зимото најчесто потекнуваат од согорување за грејење и тоа согорување на се. Може да ги видите дрвата по тој калиум и хлор, по соодносот да видите дали се дрва или се, ако има повеќе хлор, отпад од растително потекло некаков. Може да видите кога горат стрништата и така натаму, може да видите тогаш хлорот е многу повисок, па ради прскањето има хром, ради хемикалите, пестицидите има хром, има арсен и така натаму. Тој го имаме пак многу у пролет, доцна есен, а за жал некаде го користат, некаде у Струмица имаше многу интересен отпечаток кој што е присутен у текот на зимата, односно висока концентрација на таков тип на материјали, екстремно висока концентрација на таков тип на материјал, кој што согорува, веројатно го согорува тој отпаден материјал кој што има повеќе зеленило, по-зелене у однос на дрвата, има веројатно и повеќе сулфор у него, да го рефлектира тоа што
го гледаме екстремно високи концентрации на тие честички. И за жал имаме у текот на летото прашина која што содржи силициум, калциум и така натаму, минерална прашина која што континуирано ни се ресуспендира во воздухот. Имаме прашина од градежништвото исто така, пошто нон-стоп нешто градиме, а немаме никакви мерки за заштита на фугитивните емисии. Тоа се фугитивни кои се дисперзираат од различни извори у неограничен простор. За жал немаме никакви мерки на контрола, ниту ги мијат возилата кои излеваат на патот, ниту пак ги миеме патиштата. Сето тоа заедно една смеса која континуирано го оптоварува над дозволените. Ако тргнеме поред, јас би тргнал од најголемиот проблем, искрено. У текот на зимата имаме проблем, екстремен проблем, со начинот на загревање. И не се домакинствата, не знам кој го измисли тоа, криви се домакинствата и така натаму. Тие горат за да, не верувам, немаа намера да загадуваат, него имаат намера да го загреат домот. Ако не им се даде алтернатива, која што за сега постои и не знам зошто не тргаме у неја, ако не се даде алтернатива за друг начин на затоплување, а сега ги имаме на вистина и поефикасни и поекономски прифатливи у урбаните зони као Скопје и централните грејања, па и у другите градови се решенија. Може да го соберат тој материјал отпаден од земјоделието и да го согорат за да си ги загреат или пластениците или да ги загреат домовите, но у контролирани услови со филтри и така натаму. Значи постојат многу решенија, ама ние повеќе зборуваме за тоа кој е крив отколку да тргнеме у решение. Јас би тргнал директно кон замена на изворите, на начините на грејење у сите урбани средини во државата. Тука одиме со вториот блок реклами и потоа продолжуваме со вас. Одиме на заклучоците, тоест на последниот дел од дебатата. Почнувам со вас. Велковска, првото прашање тоа ми беше: што е следниот чекор на Зелен хуман град? За жал, една минута ни истекува времето. Следниот чекор е барање задолжително, тоа што да го повториме од претходно, 24/7 јавен мониторинг на индустријата во реално време и никакви отстапки од тоа, затоа што ако нема што да се крие, може да се покаже многу лесно и едноставно. Следна работа, морам податокот да го кажам во врска со тоа дека не е ништо правено во Скопје за домакинствата. Само градот Скопје од 2019 до 2022 има дадено 7,7 милиони евра за инвертер клими, или ако земете некој просек за инвертери, тоа ви излегува дека се покриени околу 23.000 инвертери за домакинствата. Ако го земете статистички просек од колку домакинства во Скопје наводно загадуваат и горат сврсти горива, тоа се 40.000, што доаѓаме до бројка од повеќе од половината, дека градот Скопје, само градот Скопје, пазете, а останатите од централна власт, од Министерството за економија и енергетика не ги сметам во овој просек. Значи ние сме и тоа како град обезбедили инвертер клими, меѓутоа не сме го решиле во Скопје проблемот, што значи дека проблемот сигурно потекнува од друго место. Така што следните чекори на Зелен хуман град се продолжување со нашите барања, задолжително секаде поставување фотоволтаични системи, како што реков, второ на контролата на индустријата, особено на јавните објекти, на субвенции за домакинствата, брзување интегрирани системи со биогасни централи, да го тргнеме органскиот отпад од како фракција од отпадот во Скопје, бидејќи имаме преполни контейнери, горење на депонии и така натаму, и да си обезбедиме дека ќе имаме и енергетска независност и борба против енергетската сиромаштија, и дека нема нашите сограѓани да гледаат една собичка да ладат или да загреваат, туку да можат комфортно, удобно во своите домови. Одиме со вас, господја Бакреска, Усје, следен чекор. Титан Усје ќе продолжи да работи согласно законските одредби во нашата држава, ќе ги следиме меѓународните добри практики, ќе се трудиме да го одржуваме чекорот со тоа што го прават модерните цементарници во светот. Иако сме во моментов критикувани, ќе продолжиме да го правиме тоа што е добро, затоа што тоа немаме избор. Практично, ако сакаме да си ја зачуваме планетата, мора да работиме одговорно. Тоа важи секако за сите фабрики на титан, секаде во светот, важи и за Титан Усје. И уште нешто што се надевам дека ќе продолжиме да го правиме. Ќе продолжиме да бидеме колку што е можно повеќе транспарентни. Дали сте слушнале поканата дека важи за сите секогаш, повелете во Усје. Дојдете, ќе ги погледнеме и емисиите и начинот на работење и тогаш мислам дека подобро ќе се разбираме.
Ви благодарам. Ви благодарам. И за крај, професор Мираковски, утре вие сте премиер или министер за екологија, што е првата работа, што ќе ја забраните и за кое што нема да има никаков компромис? Јас би го забранил согорувањето на цврсти горива, сите цврсти горива, и јаглени, дрва и така натаму во урбаните средини, без размислување. И забрана за палење на било каков оган на отворено. И надвор од урбаните средини важи тоа. Цврсти горива за домакинства или за сите? За сите, со исклучок како нешто не може да се снајдат одредено време, меѓутоа за сите. Цврсти горива за сите. Почитувани, тоа беше се за вечерашната емисија. Топ тема, за жал не истече времето. Се надевам дека добивте одговори барем на дел од прашањата кои што вас ве интересира. Почитувани, ви благодарам за присуството. Тоа беше се за вечерашната емисија на Топ тема. Останете на програмата на телевизија Телма.